Почитувана колешки, за која Источна Македонија, за кој Источна регион зборувате ви? Сите си сели. Откој дојдовте на власт, луѓето почна масово да се селат. Сведоци бевме некни, Виница, Кочани, Делчево, исчезна народот. Значи, дали сте свесни што зборувате? Сега да ви кажам, еве, бидејќи сакате вистината да ја знаете, кој ги почна тие патишта, почитувана колешки? Абе, 1 километар пат немате ставен. Во Источна Македонија на шајка немате закован. Значи, искрено ви кажу, ова не е критика, ова е мотивација. Ве молам, дај направете нешто. Кој беше некни, тука мислам колегата Илија Динуски, кој тропна на маса рече, дај колега трчи оди таму кај министерот, бори се. Значи, ние со тоа ви правиме вас успех, не ме сваќај погрешно. Јас ти давам можност ти да поентираш. Оди кажи кај заменик министерот или кај министерката, ако ја најдете некаде, оти си се шетале во десно, приберете, викнете, оди министер ќе каже тука кај се парите, има ли пари? Оти парите ги нема. Нели имаше пари? Така да, колешке, да ви кажеме на работа. Скопје, автопатот Штип, ние го почнем. Брзиот пат Штип Кочани, ние. Стои моментално. Една машина има таму. Проектот и тендерот беше почнат за патот Штип Радовиш. Ми се пружи шанса вие сега да го правите. Клиничката болница остана. Значи една работа. Друго да ви кажам. Знаете колку ќе кошта пеналите од 110 милиона евра за патот Прилеп Градско? Знаете ли колку патишта ќе се направи со тоа, почитувана колешки? Се застана патот и Кичово Охрид. За патишта ќе зборуваме? Освен што уживате во благодетите што претходната влада ги има направено, вие друго ништо не знаете. Значи единствено тоа се направи. Јас сакам да ве информирам, еве краток ќе бидам, не сакам да се шири ова да. Тоа ми беше намената да ве замолам, колега Димков, пошто имаме уште една реплика од Јагода Шахпаска и за збор е јавен колегата Мира Стојчевска, планот е до 18 часот да заврши. Ја, господин Цуклев, уште еднаш ќе ви кажам. Вашиот пат што е Смоквица Демиркап е направен со сите стандарди и огради. Кај нас патот што ние го направивме, Гоце Делчев, сега ако не му го смените името, остана, оградата не е направена. Толку требаше да направите. Па криво ми е, господине Цуклев. Застана работи за Штип и за други. Зошто да не би се направи на мене патот таму? Имаме небезбеден пат. Лисици, кучиња, не знам, таму минуват. Може некој да се повреди. Имаме таму проблем. Луѓе гинат. Дали ќе дозволим? Тоа е автопат со сите стандарди. За тоа ви зборувам. А на него му е лесно. Му се заврши работата таму сега. И добро, после една година со свирки тапани, и тапани ќе викнеме, ама не се заврши. Добро. Една работа да расчистиме како заклучок на целата работа. Видите така. Независно. Ние ги почнавме, имаште шанса ограда да ставите, таа не ја ставите. Ке се заврши. До таму да дојде работа. Патот што е тука исто така. Вака. Ајде се договориме, тргне политиката на страна и политиканството. Јас и вие. Имаме делница од 35 до 40 км. Ајде да го решиме проблемот. Заеднички. Да се подпишеме, еве заменик министерката, да речеме како да го направиме тоа. Остае политиканството. Ние сме почнале, вие 10% се завршиле, супер е. И тоа е добро за вас. Оти вие па истина знаете да правите. Ама и 10%. Ајде да се договориме. Овој пат вие сте снаја таму, на тој крај, да речете еве снајата дојде од Битола и сега ни помогна. Да се фалат луѓето, речеме барем вредна снаја. Разбирате ли? Еве, јас ве замолувам, заеднички вие и ние, еве јас ќе се подпишам, тука сите ние со Никола Мицевски сме подпишени, ќе ги викнеме сите. Свирките после јас ќе ги платам. Пат ни треба, безбедност ни треба, снегот ќе дојде. Знаете дека вие патувате на таа страна. И друга ти кажам, патот од Виница кон Делчево ние го започнавме. Вие го завршите, окей. Не викам, тоа е добро. Кога нешто се почне и ќе се заврши, независно кој го почнал, кој го завршил. Важно, имаме идеја. За ова ве повикувам. Ајде, бурјум те повелете, дојдете да го направиме заедно. Тоа е работата. Благодарам. Благодарам, колега Димков, што